ова со Даноков за немажени неженети, одма да ви кажам, не го биваме тоа. Не е, како да ви кажам, мешање у кревет некому, у љубав, у интимни моменти. Луѓето и од страв да не плаќаат глоби, секаква глупост би направиле, па дури да се оженат да се омажат. Него, што сега да кажам, него бива подобро, знаете што да направите? Подобро, дајте олеснување за брачни парови, разведени, самохрани мајки што имаат деца. Тука ставете го акцентот на нив да им олесните оваа скапоти, оваа инфлација. А вие не ги рчкајте, мислам, не женети, не мажени, нивна одлука се колку сакаат, нека си тераат башка. Мислам, како да ви кажам, на денешно време мажење, женење, пази се, имате вие многу и у врска се, да кажеме, млади, ова нама утепани од Господ, како да ви кажам, мислам, у најпозитивна смисла, ова не е да не се сватат као навреда, едноставно немаат услови. Едниот, пример, може двајцата не работат, или од паров, дечко и девојка што се едниот работи, едниот не работи, плата 25.000, немаат кај да живеат. Знаете, има многу реални проблеми, сега вие уште на цела сиромаштија, ако ги бапнете под джеб затоа што не се зеле, не се у брак и така, тие не знаат самите како да го поминат месецот, а у врска која се дури да живеат заедно, ако имаат една плата и ако плаќаат плюс кири да немаат домување стан. Значи е без везе како да ви кажам, уште дополнително ќе ги осиромаши. Така да мислам дека таа идеја не е добра, али добро е да го направите ова, као нели демохристијанска партија, десна, да направите олеснувања, да им помогнете на оние кои што се во брак, дури да се уште да не стигнале да имаат деца, да им помогнете да, мислам, не да направат деца, него да се ослободат полесно за да направат деца, да оформат поширока фамилија и така натаму. Тоа е една работа. Втора работа, значи, пазете сега, денес, повеќето уопште паметот не им оди на женење, на мажење, поготоа на овие помладиве. Па и овие што се нели малце повозрастни, кои што ради разни стравови или ради едипови комплекси, муживе, жениве ради нешто сосема друго, ради преголеми очекувања, уште не се решаваат да влезат во брак. Кај мужите тоа обично нели поврзано со мама, не може да се одведат од мама, или мама е превише блиску од нивниот, превише блиску до нив, толку блиску што ниедна друга цура не се осудува да влезе у тој заштитен круг. А кај жениве обратна ситуација, они па, мислам, овие нема жениве, што се они па имаат еден друг сериозен психолошки проблем, они патат од преголеми очекувања. Иако времето проаѓа, нели, што се вика онака, на некој начин, не го сакам тој збор, но пошто за се има време у животот и никогаш не знаеш која ќе упали некоја работа, особено оваа мажачка, женачка фамилија. Но генерално имаат сериозен психолошки проблем наречен, тоа е феномен нели на 21 век, преголеми очекувања во однос на мужите. Значи, мора да биде у фаца Бред Пит, у тело, не знам, да биде Джейсон Стетам или кој да е тама, да има питонка од Дикембе Мутомбо, да вози Ламборджини, Порше или така натаму, да има не знам колку милиони на сметка, да може секоја недела да идат на кафе у Солун, на одмор годишен на Бали, тоа се и да има нормално не само него така. И тоа се генерално една идеална слика која што нормално тешко ќе може да им се угоди, да им се поклопи на 99%. Нив најчесто, нели, после време проаѓа, како поминуваат години, така се повеќе се навикнуваат на таа условно кажано самотија, инако и после више не им треба никој, и да не кажам некои други работи. Но генерално и тука има, знаете, и тука е мач со две острици. Има некои нон-стоп зборат немало мужи, мужите не знаат да се удварат, више мужите не приоѓаат, мужите Генерално се слагам, младиве, мислам, да му спомнеш младиве нешто приоѓање на цура, нешто мислам за него, како да ви кажам, квантна физика за младиве мушки. Па и за овие постари, ама повозрасниве, од што едноставно престанале, ја изгубиле мудата за да приоѓаат од проста причина што она што го добиваат од другата страна, нели, кој има жени со превисоки очекувања, значи често пати тоа ќе ти се изјалови, дури и да си најхрабар, шармантен, најдуховит, интересен, нема да упали затоа што другата страна стои некој субјект кој што
кој што има преголеми очекувања во врска со нели со нивниот животен сопатник, избраник, идејата, идеалот на нивниот животен сопатник. И сега, да, има реални таква ситуации, но има и ситуации, да кажеме, жени у принцип шират демагогија, зборам некои што се и во повозрастни, добро, помлади, едноставно млади треба да живеат, да, има некои што се повозрастни, што се сами, мислам, има еден куп такви кои што се сами, буквално сами, мислам, жени во вака зрели години, значи зборам над 35, и најчесто сите се жалат. Пази, овие муабети ми се од жени нешто што сам сум видел, сум гледал, значи ја не измислам топла вода, има цели, како да ви кажам, не е битно, групи, другарки кои што појма немам. Од една страна ли се жалат, нема дугачко врска, дечко, вамо тамо, пошто муживе не ги бивало, скопскиве, македонскиве мужи поготово, тоа балканштината, тоа санке овие горе, рози на питоните им цветаат. Или на лаванда мирисаат, дури да не се бањат 2 месеци. Нема везе. Но тие се тие муавети, навистина има и оставени многу жени. Има и демагози, да кажеме, жени од типот на збори, нема мужи, нема нема муж со муж, немаш муаве да направиш. Немаш ви се збори баш така едно друштво, така збореше, знаете колку убедливо делуеше. Ова беше преда. Многу убедливо. Просто викаш, леле, стварно нема мужи, ви колку е осамена, па може треба да пробам, знаеш, види, овона. Не се, не прајат, анекдота мало, не прајат 4-5 дена. Ја еден пријател има хотел, фино направено хотелче мало, барник управа. И седиме кај него горе, пошто тука живе, седиме на тераса горе, и се нормално доле тука кај што главниот вест тука влага овие гости, како се вика тоа за дневен престој, со детски додаток. Гледај. Човече, у еден момент ја гледам цурава влага, прво кој тој знаеш со кој што влага. Гледам после тоа ушеден. Ја му викам, да. Викам, прв пат, не вика, не. Ја го враќам филмот, што збореше, тоаш една екипа која седевме на едно место. Немало мужи, затоа сам немало со кој муабе да направи, мужите не ги бивало сега што е мојот грефт. Ние као седиме, нешто, не знам, што и мене ми текно, имам нешто у кола, нешто за мезе, сакав да проба, некој инчун или нешто така беше, или некој појма, немам, некој намаз беше од некоја риба, појма, немам. И викам, чекај, у кола имам да донесам за мезе. И идам, као го зимам ама ова беше после некое време, значи не одма тоа. Идам, се враќам, како се враќам да влезам, овие искачаат, прва, она значи кој ме виде онака, значи одма наведна поглед, мене исто, јас не знам зашо, мене некако срам ми падна, јас се збунив, немам појма зашо, и ја пружам рука, пази, она гледа побрзо да помине поред мене, да не ја приветам никој да не види, а ја дека збунет цел и пружам рука, она застанува ми пружа рука онака, ама не ме ни гледа, значи негде дека вака на страна гледа. Вака ми пружа рука, ја пружам рука, викам, шо навам? Мислеше, ја заебавам, ја истрга руката вака и си помина само. Ама ја од не знам, не сваѓа од шобер збунет, шо навам? Од 21 громади, пичку мата. Каква прљава машта имам, никаква, па може они дошле муаве да си прават. Кајко да знам, може си седели у соба и со собите некои има тераса, може си правиле муаве, мезе кој ние горе што правиме. Иста работа, и јас, значи, извинувам однапред ако мојата прљава машта муабетов го однесе на некоја друга страна, може најпоштено цурето. И сега тоа ми беше муабетот, сакам да ви кажам. Ви ги кажам муабетиве, не ја бива таа работа со донечување, пошто луѓето се доволно изгубени у свемир, не знаат кај тераат, немаат пари, скапотија, не работат, шарето не знаат како да си го најдат, и се уште вие да ги терате, да глоба да плаќаат, овие нема жениве, не женетиве, ги терате да размишлят да се женат, да се мужат. А и тоа на сила така да го принудиш некој со даноци да влезе брзо потезно у нешто што може ќе си го зајаве животот, како да ви кажам, малце знаете,
малце без везе. Тоа треба таа одлука кој како сака, дали треба да се мажи, да се жени, кога, како, тоа оставите у таа приватна сфера на луѓето. Вие гледајте овдека да помогнете на луѓе што веќе имаат деца, да им олесните. Оти за нив животот е тежок. Еве јас рецимо имам 3 деца. Значи знаем што сме проаѓале со сега веќе бившата сопруга. Знам што сега проаѓаме исто така. Мислам, помагаш, 3 деца се тие растат големи, мислам како да ви кажам. Така што видите вие овој поглед некои работи да средите. А ова другаво нека си паламудат луѓе, нек се осамени, нек се повлекуваат, нека прават торги, двојки, тројки, четворки, нека продаваат после муда за бубрези колку се честни, колку се поштени, дека немало мужи, немало. Оставите ги тие приказни, тоа да си тече како што си течело и до сега, како што си течело од вајка, да што викаат. А ова друго да. Гледате, не се надевам дека не ве пореметив превише со муабетот.